Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште една нова Телма амбуланта. Дали новиот сој на SARS-CoV-2 Омикрон може да ја промени насоката на пандемијата без преземање на посебни мерки? Што сега знаеме за оваа нова мутација на вирусот? Позаразна ли е, поопасна од делта варијантата? Се уште се наоѓаме во пандемија со делта сојот. Дали вакцините се единственото решение за ставање на проблемот под контрола? Денеска во студиото гостина магистар доктор Илчо Евковски, специјалист по медицина на трудот во приватната здравствена установа Медика Центре во Тетово. Докторе, добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Има најразлични наслови и предвидувања во однос на Омикрон, на новиот сој на SARS-CoV-2, еве неколку издвоив. Позаразен, но помалку опасен, сознанијата до некаде со храбрувачки, но има и вакви. Омикрон е опасен за децата. Што засега знаеме за ова варијанта и за да можеме да дадеме некакви конкретни предвидувања? Засега знаеме многу малку. Она што го знаеме се податоци од Јужна Африка. Таму една колешка која што го пронајде овој омикрон и која што го даде во јавноста. Студиите кои што се изведени околу омикрон во Јужна Африка бројат многу малку популација. Се уште се тоа во стотки, така да ќе треба некое време да помине, да може доволно случаи да се развијат по светот, доволно студии да се направат, највеќе првично лабораториски, поради тоа што вие имате потреба да земете материјал како бриз од нос, бриз од назофарингс. Потоа од тој мал материјал вие треба да создадете доволно материјал вирусен со кој што може да работите во истражувањата, за да докажете дали е тој потрансмисибилен или пренослив или повеќе ќе даде некои ефекти, помалку. Така да ќе останат уште некоја недела, претпоставам дека 2-3 недели ќе требаат вообичаено. Тоа е тој некој диапазон околу 4 недели, каде што стручњаците и колегите од светските лаборатории ќе ги дадат првичните знаци. Она што понатаму следи е следење на терен. Како се однесува омикронот. Утрово ја слушав колешката од Јужна Африка која што го пронајде омикрон. Според нејзините кажувања гледаме некоја полесна клиничка слика, но верувам дека тоа е повеќе поради прележаноста во Јужна Африка и поради младата популација на Африка генерално, кој што не мора да значи дека ќе биде истото и тука кај нас. Од друга страна, исто во утро, гледаме една студија од Англија веќе, каде што е пронајден и нов моделитет на овој омикрон, односно BA1 и BA2, веќе се два различни омикрона, кој што едниот е доста незгоден, во прво време го нарекуваат стелт омикрон, поради тоа што истиот не може да се детектира доволно добро преку брзите PCR тестови, не преку PCR тестови кои што се изведуваат брзи, лабораториски за брзо. Има и подетални PCR анализи кои што се секвенционирање и такви ствари кои што доаѓаме до моментот каде што треба малце повеќе опрезност околу овој сој, да следиме будно, да не се случи да не фати заспан едноставно. Мутациите кај омикрон се на спајкот, на оној шилест протеин со кој што всушност вирусот навлегува во нашето тело. Повеќето вакцини се темелат на спајк протеинот. Сега, но на спајк протеинот на дивиот сој, на кинеската варијанта. Што ова значи за вакцинираните? Дали новиот сој на SARS-CoV-2 би можел да ги заобиколи антителата кои што се создаваат како резултат на вакцинацијата, но и кај прележаните? И тие имаат антитела кои што се базирани, меѓу другото, има разни антитела, но и тие имаат антитела кои што се базирани на спајкот. Така е. Целата работа околу тие мутации, бројни мутации на овој супермутант омикрон, сигурно дека ќе доведат до некаква подобра преносливост или полесна заразливост, полесно да навлезе до клетката, недетектирано од антителата, она што го кажувате, и тоа може да се случи, да. Но ние не треба да заборавиме дека овие вакцинирани лица и овие прележани лица имаат и други делови на имунолошкиот систем, така да те клетките и Б клетките очекуваме многу повеќе да реагираат во втората фаза, нели? Може би тој ќе дојде до клетка да инфицира,
и ќе започне со репликацијата, но тогаш се вклучуваат другите механизми заштитни Клеточниот кои што имунитет. така, клеточно-хуморалниот имунитет кои што ќе дадат други ефекти врз него и ќе го блокираат во неговиот развој понатамошен и односно тоа и сега го гледаме. Лица со полесна симптоматологија, односно со помали проблеми од COVID-19 завршуваат по безболно, нема толкава смртност се уште во Јужна Африка заради овој омикрон. Така да ќе следиме ситуација. Секако дека ќе дојдеме до една фаза каде што варијантите нема да може да се детектираат од ПСР тестови, нема да влијаат овие вакцини кои што сега ги имаме, но затоа науката е будна и затоа упорно говориме дека треба да се секвенционира и треба да се бара многу засилено низ народот за овие нови варијанти, дали постојат, не постојат и доколку постојат, какви се нивните ефекти врз пандемијата. Само тогаш ние може да бидеме сигурни дека со што се бориме и како ќе се бориме во иднина. Треба ли да се преземат некои посебни мерки за да се спречи ширењето на овој вирус и на нашата територија, бидејќи одредени земји ги затворија границите, односно ги забранија летовите од Јужна Африка? Други велат тоа нема да има никаков ефект. Забраната и според мене, забраната на летовите од Јужна Африка не е нешто кое што ќе го допре омикрон. Веќе го гледаме омикрон дека и во Холандија, и во Белгија, и во Англија, и во Франција, и во Америка. Така да тој се има распространето многу порано отколку што е транспарентно представен пред народот. Може да кажеме слободно дека некои можеби го пронашле овој многу порано како варијанта, а да го чувале скриено како информација од светот. Таа инфодемија која што владее, таа недоверба помеѓу владите, помеѓу светските лидери, се уште очигледно си влијае на целава ситуација и некои добро ја користат ова, како да речеме, на модерна војна, на економија, на биолошка војна, некаква комбинација која што дека се казнети всушност на некој начин со тоа што објавија. Јужна Африка вторпат ни дава знаци за силен мутант. Тоа беше прво бета варијантата, сега е омикрон. И сега може да замислите една земја како Јужна Африка која што реално нема, не знам си какви потенцијали или сила научна, да ни носи два мутанти, а светот останатиот развиениот како Европа или Америка да се ќутат мудро заради овие економски ограничувања, затварања и сите останати работи. Сметам дека ќе треба малце повеќе да се работи на отварање, на транспарентност во целата пандемија, како би можеле да искочиме на крај. А од што ќе замисли каков ќе биде ефектот на омикрон врз текот на пандемијата? Па секако тоа ќе зависи првично од неговата преносливост, трансмисибилност. Еве веќе велат 3 пати попренослив би бил во споредба со Делта. Ова пред малку го прочитав. За сега е 2,5 до 3 пати, 2 до 3 пати кажано како општо она предпоставка е тоа нешто, не е тоа се уште широка студија каде што ние ќе имаме одговори, да кажавме за некоја недела. Но од друга страна имаме некаде некои информации за овој стелт, например, кој што втората подваријанта, која што вели дека и дури 40 пати е попренослив од Делта, која што ќе треба да се види, да се провери, да се дознае точно со што имаме ние работа. Така. Освен преносливоста, тука веќе и колку е неговата можност за избегнување на нашата одбрана имунолошка создадена било преку вакцинирање или преживување, контакт со вирусот и секако какви ефекти дава врз здравјето, односно кои симптоми ќе ги развие. Во моментот се јавуваат некои полесни симптоми, но тоа не значи, реков, бидејќи се уште говориме за Африка, Африка е помлада популација, тоа не мора да значи дека ќе биде и тука. Структурата на населението се разликува. Она кое што во моментов го потенцираат колегите од Јужна Африка е дека луѓето кои што се невакцинирани имаат страшно силна болка, која што по интензитет е многу силна, а за разлика од невакцинираните кои што пријавуваат блага главоболка. Тоа е единствената разлика во моментов која што ја гледаат и она кашлица, упорна кашлица која што се јавуваше при Делта, сега во омикрон некако ја избегнува, ја нема доволно покажано во случаите кои што се сега во моментот. Кажав, тоа се мали студии, но првични податоци.
Така, се уште сме во пандемија со делта сојот, но кај нас ро преносливоста е под единица. Што ова значи? Се гледа крајот на четвртиот бран? Па така е, се гледа крајот на четвртиот бран во смисол на тоа на кое Имате ли плато. информација ро колку е во моментот? Мислам дека беше 0,88, ако точно знам. Не ме земете за релевантен фактор околу ро, треба друг да го да го пресмета тоа нешто и да го каже. Но сепак под единица знаеме дека е сигурно. Ние рековме уште летово, излеговме со некои Само ќе ве замолам да предвидувања. објасните што значи тоа ро под единица, што значи се од еден човек само на еден се пренесува, сега помалку од еден. Помалку од еден во заедницата. Штом тоа се случува, веќе ви е јасно дека немате толку голем пренос низ заедницата, односно дека случаите ќе бидат помалку, со што и хоспитализациите и смртноста ќе падне надолу. Дали така ќе се задржи и на кое плато ќе застане ова ро, R0, ќе видиме како ќе иде пандемијата понатаму, со дали ќе ни се надоврзе нова варијанта врз Делта, како што ни беше случај со дивиот сој Алфа или Алфа со Делта. Добро е што сега во моментов се вакви бројките. Доколку имаме некоја подруга стратегија, освен заразување и колективен имунитет, можеби можеме и повеќе да направиме, но сега за сега сме во таква стратегија и ние мора да се однесуваме така. Така, стратегијата е всушност води. само да се вакцинираат луѓето и постигнување колективен имунитет, но вие во неколку пати нагласувате на вашата страница пред се на Facebook дека вакцината е порозна мерка. Што сакате да кажете со тоа порозна мерка? Порозна мерка за заштита. Значи говориме, јас сум медицина на труд и мој дел во целото здравство се работниците и работничкото здравје. Тука се групата од 18 до 65 години. Јас со нив работам и нив морам да ги заштитам, тоа е мојот повик. Заштитата да ја префрлам врз вакцина која што немам како да ја аплицирам кај одредена група на луѓе поради нивните здравствени состојби во моментот или кај бремени жени или кај бремени работнички. Потоа оваа вакцина знаеме дека не ја намалува трансмисијата во доволен процент, односно продолжува трансмисијата, така што ќе заштитам само со вакцината. Нема да можам да успеам да биде таа заштита на работно место. Јас сепак треба да гарантирам дека вашето работно место нема да ви направи ништо по вашето здравје и вие како што сте дошле на работа, така ќе си заземинете дома во истото здравје. Ако не и во подобро. Но сепак за сега заштитата не треба да се гледа еднослојна заштита, дали е тоа само маска, дали е тоа само дистанца или е тоа само вакцина или мијање раце. Целиот склоп на слоеви на заштитни слоеви ни се потребни точно за да ги избегнеме овие дупки, порозноста во сите тие слоеви. Швајцарско сирење слайс, ако ги наредите, тие сите имаат различни дупки помеѓу себе. Така. Кога ќе ги наредите еден позади друг, дупките нема да може да ги видите. И тоа е тој модел на швајцарско сирење кој што ние го виделме, дека е потребен за борба во пандемијава. Нема да можеме да се ослониме се уште на вакцините како единствена заштитна мерка, бидејќи тие вакцини не даваат полн ефект. Кога таа ќе биде различна вакцина, кога таа ќе биде поливалентна, која што делува на сите доминантни во моментот варијанти низ светот, тогаш да. Тогаш можеби ќе можеме повеќе да се ослониме само на вакцината отколку на другите заштитни мерки. Што велите за оној предлог да се вакцинират сите во јавниот сектор? Дали на таков начин ќе се стават нештата под контрола? Па не. Нема да се стават нештата под контрола, бидејќи вакцината не знам зошто би ја аплицирале на млади и здрави лица кои што секако ќе поминат со блага настинка од заразување со SARS-CoV-2. Голем дел од работниците немаат ниту изложеност толку голема на надворешни контакти или на лица кои што би можеле да бидат извор на оваа зараза, така да потребно е постојано, упорно, веќе 2 години сум досаден, можеби повторувам дека проценките на ризик за секое работно место би требало да се обноват.
Тоа значи дека во секоја проценка треба да има биолошка проценка на ризикот на биолошките агенси во нашиот работен простор, во нашите услови работни. Доколку тоа се направи, вие ќе знаете дали во ова студио овде сте изложени и што би требало да превземете од заштитни мерки точно. Дали е доволно само дистанцата или како во случајов да носиме и маски на нас. Дали ви е потребна и вакцинација или не ви е потребна вакцинација. Доколку вие сте чувар кој што го чува овој објект од надвор и стои самиот изолиран во една просторија каде што нема допир со други лица, тоа лице на тоа работно место не е изложено на преголемо заразување. Но од друга страна постои секогаш и индивидуалниот ковид ризик, кој што би требало да се провери исто кај вработените, односно при појава на ваков биолошки агенс, би требало проценката да се поднови, да се провери дали лицето е ковид осетливо, велиме, односно да се процени неговата ковид старост, која што е збир на неговите години, биолошки години и на болестите кои што тоа лице ги носи со себе. Таа ковид старост кажува дали ние може да заболиме тешко од ковид и дали може да имаме смртни последици од ковид. Доколку тоа се провереше навремено и од сега не е ништо страшно да го започнеме, но еднаш мора да признаеме дека мора нешто да направиме за да биде подобро. Доколку чекаме самото да се одмине од себе, мислам дека ќе чекаме предолго. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешниот разговор. Почитувани, останете на Телма. За текот на пандемијата со SARS-CoV-2, но за сите заштитни мерки кои што се потребни за да се стави состојбата под контрола, денеска зборуваме со магистар доктор Илчо Евсковски, специјалист по медицина на трудот од приватната здравствена установа Медика Центре во Тетово. Докторот, овој момент ќе им дадеме можности на гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања на телефонскиот број 3076 677. Почитувани, добре дојдени се вашите прашања и дилеми поврзани со денешната тема. Докторе, што велите за третата доза од вакцината? Кому е потребна? На сите или не? Не, трета доза, прво да различиме што е трета доза, што е бустер доза. Гледам дека се меша многу народот во тоа нешто. Трета доза е потребна на сите оние на кои што првите две дози не довеле до имунолошки одговор, односно не создале антитела и немаме или имаат некаква состојба која што брзо ги намалува овие работи, па мораме да ја повторно обновиме таа. Значи со трета доза за да добиеме некаков имунитет кај тие луѓе. Бустер дозата се дава на веќе формиран имунитет да бустирате повеќе антитела. Тие антитела ќе доведат до тоа да ги имаме првите оние ефекти на нашиот имунитет, односно овие неутрализирачки антитела би требало да го заробат уште на стартот и да поминете со полесни симптоми. Дали за сите е препорачана? Не е препорачана за сите и не треба сите да брзаат да ја примаат оваа трета доза или бустер доза, зависно кој, како. Третата доза секако треба да биде во консултација со имунолог, со онколог, со луѓето кои што работаат со тие пациенти, каде што имаме таква појава. А бустер дозата треба да е во координација со матичниот лекар пред се и со вакциналниот пункт, дали има потреба во толку временски период, во кој временски период треба да се прими, кој група на луѓе би требало да ја примат. За над 65 години секако е препорачана да се прими бустер доза, бидејќи кај старите лица опаѓа побрзо имунитетот, тоа ни е јасно на сите. Од друга страна, сега по најнови студии, она што го имаме од Ирска и од Израел, таму се вели веќе дека третата бустер доза дека треба да се дава и над 40 годишна возраст, дека имаат одличен ефект во превенирање на хоспитализација и смртност. Така да би требало да размисли нашето министерство во препораките кому ја даваме оваа бустер доза, за кого ја користиме, зашто само општо вакцинирање како вакцинација, доколку оваа вакцина штитеше
во 95% од случаите, доколку ова имаше намалуваше трансмисија над 90%. Да, имаше некаква логика и сите да ја примиме за да ја намалиме трансмисијата, нели низ. Што ова значи дека колективен имунитет не може да се постигне со вакцинација? Кај вируси кои што мутираат? Често го разговарам ова нешто, не е само дека тие мутираат, еволуираат овие вируси. SARS-CoV-2 има страшна еволуирачка моќ. Во моментов ви кажав дека дури се раздвоил на две омикрон варијанти, така да тоа е многу брзо. Во моментот тој е најсилниот мутант кој што го знаеме, но тоа е детектиран мутант. Не знаеме дали некој сме ги промашиле, дали воопшто лица кои што имале симптоми, а ние сме им направиле PCR тестови за детектира, да не сме детектирале некој од тие мутанти. Така да не знам како да кажам, вакцинацијата ќе мора да продолжи во некои фази и во некои групи каде што мора да се заштити тоа население кое што е со помала шанса да го преживее ковид, но кај другата под 40 реално е, особено кај младата популација кај што немаме голем ризик, не гледам зошто би се давало бустер доза ако веќе па имаат примено 2 дози. А 2 дози кај деца? 2 дози кај деца исто ми е чудно, но со тоа нешто дека, видете, различни се ставовите во моментов. Јас го имам мојот став дека сите кои што се ризична група би требало да се вакцинираат. Оние кои што се неризична група, нема логика зашто да ги вакцинираме, они ќе поминат заразување кое што исто го правиме преку вакцината. Сега дали ќе бидат 2 дена, 3 дена болни или 1 ден со носот ќе им тече, сепак он ќе помине лесно таа ковид фаза. Така да, не знам, можеби не сум правиот човек за да одговори на ова прашање, но секако сметам дека треба да се има обзир што и правиме и како правиме со оваа вакцина, кого штитиме и кого сакаме да заштитиме во целава ситуација. Децата да ги штитиме само да не развијат тешка болест и да не починат, а во исто време гледаме дека не се случува тоа нешто. Па вие видите кај нас сигурно до сега да имавме таков проблем, било во алфа, било во делта, било во дивиот сој, ке имаше револуција по улиците. Ние не гледаме деца дека толку многу се заразуваат, дека толку многу се хоспитализираат. Тие се заразуваат, но не се хоспитализираат, очигледно поминуваат со лесни симптоми во домашни услови. Дали има потреба од 2 дози, сметам дека не треба кај детската популација се брза, но со тоа што сите велат дека е безбедна вакцината, во Франција, во Америка, во Холандија, во некои земји ја препорачаа над 5 годишна возраст да се прима, не верувам дека таму креаторите на здравствените политики би сакале да направат нешто врз својата идна популација. Така да, ако треба да се вакцинираат децата, да, може да се вакцинираат слободно ако некој сака. Ајде да проговориме за повеќе слојната заштита во затворен простор, она што е ваша тесна специјалност. Дали треба да се носат секогаш маски во затворен простор и дали децата на училиште треба да ги носат? Во последниве денови имаше бројни реакции на социјалните мрежи од страна на родителите, бидејќи во затворен простор, во ресторани, кафичи, во клубови, па и фестивали, се собира на вистина многу народ, тие не носат маски, а децата се во училиште по 8 часа со маска. Што велите вие за ова? Основната разлика помеѓу лицата кои што се во кафеани, во ресторани, во дискотеки и овие кои што се во училиштата е нивната возраст. Овие се над 18 години, овие се под 18 години, каде што реално и под 12 не смеат да примат ниту вакцина. Значи, помеѓу 12 и 18 смеат се уште кај нас е дозволено вакцинирањето. Така да имате вакцинирана популација и невакцинирана популација. Тоа е основната разлика. Втората работа што се случува кај нас е не е заинтересираноста околу другите мерки кои што можат да помогнат во оваа пандемија. Тоа е нешто што го говориме цело време. Се останавме на овие маски. Овие маски се наједноставната форма која што може владата да ја препорача за заштита на децата во училницата. Сите други мерки инженерски бараат инвестиции, односно да се воведе вентилација, да се воведе филтрација на воздухот, за тоа нешто ќе се потребни пари.
ова нешто е најевтиното и наједноставното за употреба од граѓанинот. Така да нашата држава не направи некакво поместување во училниците за да биде поквалитетен воздухот внатре, односно да биде чист од вируси и да биде со низок ризик од трансмисија, односно пренесливост на зараза. Се додека сме во вакви услови, се додека имаме неадаптирани простори, ние ќе мора да останеме со маските како наша најдобра заштита. Сепак, маската е нешто кое што контролира на влез и на излез од нашите уста и нос, односно од местата каде што се заразуваме. Така да таа е препорачана мерка и во моментов, според сите истражувања наши кои што ги имаме, овие две маски кои што јас и вие ги носиме во моментов, нас двајцата не штитат од заразување 99,99. Тоа нели такво нешто не постои од ниедна вакцина, такво нешто не постои од ниту еден лек кој што се промовира во моментов, така да на овој процент треба да бидат луѓето свесни. Од друга страна, исплашени се луѓето, јас ги разбирам, дека нивното дете немало да диши доволно преку маската, дека имало некои последици. Видете, значи, ние не би ја препорачале оваа маска да ја носат во училиште. Секако не би им дал на моите деца да носат маска на училиште доколку таа беше штетна по нивното здравје. Моите деца носат маска од почеток на пандемијата до сега, се разбира, како што добивавме подобрена маска, добивме маски N90 да може да користат и сега ги користат тие маски во училиштето. До претходно идеја и со други маски, со платнени маски. Препорачувате N95 да носат во училиштето? Да, значи според мене треба да го разберат луѓето кој е моментот на заразување. Заразата со SARS-CoV-2 оди како цигара чад. Да земеме чад од цигари. Значи преку воздухот се пренесува. Преку воздухот се пренесува, преку допир со раце, преку она што е толку миење раце, значи хигиената на просторот на површините допирни, тие паѓаат под 1% во заразите во светот. 99% од заразите се преку воздухот, преку вдишување на туѓ воздух, односно заразеното лице го испушта воздухот, а вие го вдишувате. Така. Доколку носите платнена маска или доколку носите хирушка маска, онаа која што е традиционално позната, таа маска е отворена во отворите од страната и над носот и под носот, од каде што може да се протне тој чад од цигари. Велам сега во моментов, чисто за илустрација. Сликовито да Сликовито. Низ оваа маска чадот ќе помине, но ќе помине генерално низ филтер. Што значи тој ќе се изфилтрира од сите негови тврди честички, а меѓу кои и вирусите, преку аеросолите, и ќе се залепи на тие влакненца внатре од петослојната заштита во оваа маска и нема да дозволи да влезе во вас. Така да мора да се научиме што е заштитата, како таа доаѓа, и ако видите, е илустрирано пак спрема чадот од цигарите, ако стоиме во зачадена просторија, ако отворите прозор, колку брзо се вентилира тоа нешто. Од друга страна, кога сте во некоја, не знам, кафејана, кога ќе видите зачаден простор и кога ќе уклучат вентилацијата вештачка, колку брзо таа го впива тој чад. Тоа нешто сето треба да ни даде еден осврт на нас, како би требало и колку би требало да обрнеме внимание на воздухот кој го споделуваме со другите. Ќе проговориме подетелно за вентилацијата. Двајца гледачи очекуваат вклучување во денешната Телма амбуланта. Се надевам дека се уште се на линија бидејќи почека. Добар ден за првиот од нив. Добар ден, поздрав до водителката и до докторот. Ви да поставам едно прашање. Јас имам 70 години, се вакцинирав со кинеската при крајот на мај, додека во август добив корона, која што го изгубив мирисот, вкусот и доста ми паѓа косата. Сега, што да правам? Понатака, дали да примам трета доза, да не примам трета доза, не знам. Така, имате дилема што понатаму? Да, што понатаму да се прави. Ви благодарам. Уште нешто сакам да кажам, дека примам B12, имам мегалобластна анемија, автоимуно заболување вителиго и така со срцето си има проблем. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторе, по примени 2 вакцини и прележана болест, потребно ли е бустер да се прими?
Бидејќи годините на жената се 70, реално е бустер да се прими, бидејќи има поминато доволно време од летниот период до сега. Така да би препоручал да си се бустира слободно, нема никакви проблеми околу тоа нешто да она се бустира, во моментот ќе ја спречи од сигурно од подобри, ќе има шанси доколку остане без вакцината. Ајде следниот гледаш да го слушнеме. Добар ден. Повелете, во програма сте. Да ве поздравам и вам и докторот. Благодарам. Немам прашање, сакам да го поздравам докторот и да кажам јавно дека ме воодушеви со своето логично размислување. Жедни сме да слушниме нешто што не е тење страв и што не е буквално значи скроз дополнителен стрес од ова што го живееме секојдневно. Ме воодушеви со својата едноставно нормално размислување и гледање кон целава ситуација, размислувам скроз исто како него. Така. И да продолжи со својот став. Значи, на сите ни е преку глава од перење мозок. Ви благодарам што се уште постојат луѓе како вас. Ви благодарам за вклучувањето во денешната Тилма амбуланта. Докторе, пред малку споминавте вентилација. Дали вентилација исто што и климатизација или не е исто? Дали вентилацијата може да ја замени, да речем, еден прочистувач на воздух? Што значи вентилација? Целиот воздух, да речеме сега од студиото, да се изнесе надвор и да се внесе нов? Тоа е вентилација, значи вадење на застојаниот воздух со навлегување на свеж воздух од надвор. Климатизација е климатизација околу топлината, удобноста во просторот, значи на воздухот. Зборуваме за чистење на воздухот, зборуваме за исфрлање на воздухот. Филтрацијата е различна, како што ја споминавте, филтрацијата може да помогне, но не е замена за вентилацијата, освен во простори каде што не може да се изврши вентилација. Односно, таму е задолжителна филтрација на воздухот. Филтрите за воздух во моментов ги има толку многу на пазарот, кои што вршат одлична работа во филтрирање на овој вирус, така да би требало да се искористи или вентилација или филтрација во сите затворени простори, како би можеле да бидат тргнати овие маски од нашето лице и да продолжиме со некој понормален живот во иднина. Доколку немаме вентилација соодветна во просториите во кои што работиме на работното место, па и во домот, дали е доволно да отвориме прозор кога сме во друштво на некој друг, кога ќе влезе некој колега, дали да практикуваме нешто такво? Видете, отворениот прозор е природна вентилација. Вие и дома, ви реков пред малку кажав да се споредиме со чадот на цигари. Доколку стоите двете дома со вашата пријателка, пушите цигари, се зачади просторијата, колку ќе помогне еден прозорец отворен, особено ако е отворен само на кипање. Колку тој може да повлече, колку може да однесе од воздухот. Дополнително, воздухот не се движи како што ние замислуваме. Имав шанса во овие 2 години да се посветам повеќе на тоа движење на течности, движење на воздух и останати во просторот ситуации, каде што вие доколку вратата е отворена, оној простор, оној воздух кој што е околу вратата, да, може да биде повлечен и изнесен надвор од вратата. Но во ќошето на крајот таму нема да дојде нов воздух и да го повлече овој воздух надвор. Помеѓу затворена и отворена просторија, помеѓу затворен и отворен простор видовме многу колку паѓа процентот на заразување, над 24 пати е помала шансата да вие се заразите на отворен простор отколку во затворен простор, што ни укажува дека е до лошиот воздух во внатрешните простории. Таму настануваат сите супер заразувачки ивенти, односно настани кои што се случија по светот, се случија во затворени простории. Никаде не се случи на отворено. Дури и оние фудбалски надпревари кои што беа посочени најблиску до нас, до Србија, дека тие беа со полни трибини, дека тие беа бустер. Не, надвор на отворено на тие трибини немаше бустер на случаи. Случаевите се бустираа внатре во просториите на самиот стадион, односно пред стадион, за време на користење на тоалет или на ходниците во стадионот, таму се случуваа заразувањата и
во поопуштена атмосфера, на толку викање, јасно е дека ќе се случи и заразување. А доколку се инсталираат вакви вентилацијски системи во фирмите, па и во домовите, може ли да се стави под контрола не само ковид, туку и останатите вирусни преносливи болести, како што е грипот, да речеме, и слично? Би се решил ли еден голем проблем со вирусните заразувања? Не голем, него огромен проблем би се решил доколку ние се посветиме во подобрување на амбиенталниот простор внатре, на самиот воздух внатре. Сите респираторни вируси, сите патогени кои што се шират преку воздухот, ние можеме да ги спречиме со вакви две инженерски модификации на самиот простор. Доколку ние воведеме вентилација која што може да го исфрли воздухот надвор, но при тоа и да не го миксира, односно да не го меша повторно новиот со стариот воздух при самото влесување внатре во просториите, тогаш сме завршиле голема работа. Доколку тие се 6 пати промена на воздух во еден час, тоа е веќе прекрасна вест за вас и вие може да бидете безбедни без маска во тој простор. Филтрите кои што се користат, кажав дека се исто ефективни, но треба да се постават на определени места и оваа секако и вентилацијата мора да биде изведена од професионалци, не може да биде изведена паушално или од аматери, бидејќи нема да имате ефикасна вентилација, веќе имате некаква вентилација, но таа нема да биде ефективна во просторот. Кога зборуваме за повеќе слој на заштита, има ли логика мерењето температура на влезот во објектот? Не. Мерењето на температура во објектот уште на почетокот почнавме да се бунтуваме и да објаснуваме дека е закаснета мерка. Вие имате асимптоматични лица кои што немаат никаква температура, нема никогаш да развијат температура. Вие имате пресимптоматични лица кои што 2 дена ќе шират наоколу зараза пред да вие им измерите на нив покачена температура. Така да оваа мерка беше отфрлена уште во март 2020, но кај нас некако спиеме и овие протоколи ни се уште истите, се уште застарени, со заштарена информација внатре, не штити ниту еден протокол кој што го имаме од малите аеросоли и од заразата. Сите штитат од големи капки, од заразување преку големите капки, кои што кажав дека е помалку од 1% во целиот свет. Така едно истражување покажа 46% од граѓаните во Македонија сметаат дека од авион се распрскуваат вирусите. Сега споменавте мали аеросоли, воздух, значи така. Не се далеку луѓето од вистината, но доколку им се објасни ова нешто дека е заразата преку воздухот, дека тој воздух може да биде овдека откако ќе заминам јас сум изворот на оваа зараза, напримерно во моментов, ако јас не носам маска, дишам овдека со вас 15 минути примерно и искочам потоа надвор, мојот воздух кој јас што сум го издишал останува тука, може јас слободно да сум на попова шапка, вие да го дишете тука, да сте дошли од попова шапка и да се заразите. Кажавме дека 14 часови може да стои вирусот во воздухот, да лебди и вие да го удишате другиот ден дури. Значи, тоа е голем диапазон на часови. Ако ние не го исчистиме воздухот, ако не посветиме доволно внимание хигиена на воздухот внатре, ние никогаш нема да можеме да искочиме од оваа пандемија. Докторе, ви благодарам што бевте гостин денеска во Телма амбуланта, што проговоривме за заштитата од SARS-CoV-2, но ете, проговоривме и за новата варијанта на коронавирусот, со кој што се надеваме, да се надеваме дека ќе заврши целата пандемија. Да се надеваме. Почитувани, ова беше магистар доктор Илчо Ефоски, специјалист по медицина на трудот. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Се гледаме секој работен ден во Телма амбуланта во 12:45, кога заедно учиме за нашето здравје. До гледање.